Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешната емисија ќе ја поделиме на два дела. Првиот дел го посветуваме на настан, организиран од Техничкиот факултет во Битола, со кој се одбележа Светскиот ден на математиката и на бројот пи, 14 март, а на кој се запознавме со малиот генијалец од Демирхисар, Мартин Талевски, кој има скоро 10 години, а ги знае напамет првите стодици мали на бројот пи и веќе има развиено собствен алгоритам за пресметување на квадратен корен од 600-цифрени броеви. Во вториот дел пак ќе слушнете како се одвиваше универзитетскиот турнир во баскет 3x3, прв од ваков вид по влезот на UKLO во Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Ќе ви понудиме интересни разговори, останете со нас на 90,8 МHz. Како што кажа во најавата, минатата недела на 14 март на Техничкиот факултет во Битола се одбележа Светскиот ден на математиката и денот на бројот пи. Покрај студенти, на настанот гости беа ученици и професори од Средното општинско училиште, гимназија Јосип Броз Тито Битола, а за да биде се уште поинтересно, покрај предавањата, професорките по математика од Техничкиот факултет, доктор Елена Котевска и доктор Сонја Чаламани, присутните ги запознаа со малиот генијалец Мартин Талевски од Демирхисар, ученик во 4-то оделение во Општинското основно училиште Гоце Делчев, кој наскоро ќе наполни 10 години. А како што кажавме, ги знае напамет првите 100 децимали на бројот пи и веќе има развиено собствен алгоритам за пресметување на квадратен корен од 600-цифрени броеви. На настанот направивме повеќе разговори, па да одиме со ред. На почеток, разговорот со професорката Елена Котевска. 14 март секоја година се одбележува како ден на бројот пи и роден ден на Алберт Ајнштајн, па е приликата се искористи на Техничкиот факултет во Битола да се одбележи овој ден по иницијатива на професор доктор Елена Котевска. Професорке, сте нашле навистина прекрасен начин да ги анимирате и студентите, и средношколците да го одбележите овој ден, кој што посебно за студентите на техничките науки сигурно има големо значење, но и да промовирате нешто убаво од нашата околина, да слушнат малку и повозрасните, но и помладите и еве да не должам многу, вие тоа многу поубаво ќе го кажа. Да. Значи идејата да се прослави денот на бројот пи, неколку години, да речам, ми е во главата, затоа што на Природно-математички факултет веќе неколку години се организират настани различни за одбележување на овој ден. И сега ова година решив така да организираме со познати, да речам, мои професорки или наставнички во основно училиште, еден така мал настан релативно, но настан кој што ќе се надевам ќе прерасне во традиција и следните настани другите години ќе бидат уште побогати. Сега како дел од овој настан присуствуваја, значи на овој настан ученици од Горната гимназија со нивната професорка Наташа и професорот по физика, кои се матуранти ова година. Нив им беше две предавања ќе проследат, едното за бројот пи, а другото за тема од математика која што тие допрва ќе изучуваат. Исто така ќе им бидат представени дел од кабинетите на Технички факултет, со што се надевам ќе се промовира кај нив науката и ќе се развие желбата за студирање на технички науки. Исто така сакав да го искористам овој ден, затоа што пред некоја недела, кога беше регионалниот надпревар по математика, се запознав со Мартин, малиот генијалец од Демирхисар, и сакав како знак на почит и поддршка од нас да го поканиме и него на овој ден и да ги представи дел од неговите огромни способности математички, а тоа беше дека има меморирано првите 100 цифри од децималите на бројот пи. Исто така ни го представи неговиот алгоритам, негов лично, за пресметување на
квадратен корен од 4-цифрен, 600-цифрен, па и 8-цифрен број. Значи, тој во 2 секунди буквално ги пресметува тие корени. И сега сакам да најавам дека ова е како пилот проект беше за еден многу поголем настан кој ќе следи во јуни, за кој што имamo обезбедено поддршка од многу наставнички професорки по математика од основно и средно образование и планираме еден голем математички саем кој што на вистина ќе ја промовира математиката како што треба. И науката, и инженерството, и сите тие гранки кои што се малку, да речам, сега не се толку атрактивни во денешниот свет и младите не посветуваат толку време на нив. Професор, ќе се сложите со мене. Се надевам дека математиката за повеќето е баук и кога ќе се слушне децимали, кога ќе се слушне број пи, со прашалници, со недоумици што е сега тоа, па кој тоа може да го работи, па колку и каква е заинтересираноста на младите, но и на повозрастните, еве да не се лажеме околу тоа. Ќе дозволите на почеток да им појасниме малку бројот пи. Бројот пи е дефиниран како однос на периметарот и диаметарот на кружница или круг. И тоа што е фасцинантно дека за било која кружница или круг, било колкав да е радиусот, тој однос е ист. И друго што е фасцинантно за бројот пи, дека е бесконечен децимален број, значи не постои шема во неговите децимали, продолжува до бесконечност. И освен тоа, значи ова е дефиниција на бројот пи, тоа што е за него, да речам, значајно и зошто баш еден број децимален па го славиме, затоа што тој се појавува во сите циклични, кружни, периодични процеси. Ние знаеме дека во природата, значи од делбата на клетката, преку ритмот на срцето, формата на окото, не знам, значи до планетите како се движат околу орбитите, значи циклусите, периодот, кружните движења се дел од природата, а бројот пи секаде го има. И во многу равенки, значи во сите области на науката, тој е вткаен буквално во природата на нашиот универзум. И тоа е тоа што е фасцинантно за него. Студентите на техничките науки тоа мора да го знаат, мора да го совладаат, мора да го применуваат во нивната идна професија, но и во текот на студирањето. А кога ќе видиме дека и вака млади наши сограѓани, еве Мартин има 9 години, како што претходно ми кажа, за 2 месеца ќе прави 10, тоа е навистина фасцинантно, некој да се заинтересира за тој број, па уште и напамет да ги пресметува. Затоа што тој е мал гениалец кој што се интересира за математика. И сега она што го споменавте претходно, таа мистичност, не знам, таинственост на математиката, одбивност што ја имат луѓето, ова што сакаме да се реализира тој саем на математика, буквално сакам да го адресира тој страв, тој, да речам, баук што го осеќаат луѓето кон математиката, значи да им се доближи, да ми се представи убавината на математиката, длабочината на математиката. Значи, јас и на студентите им велам, не постои дете што јас не можам да го научам математика, затоа што сите се тие паметни, само треба да имаш индивидуален пристап и многу трпение. И да имаш, да речам, пристап кон нив, да може тие да се ослободат. Значи, не може математика да учи дете што е згрчено, што е во страв, било да е од родител, било да е од професор, а родителите најмногу грешат од уште од мали, но се викат, пази математика, тоа е најтешко, тоа не е за сите, не е, дали ќе можеш? И се уште тука детето се ќе грч, па после имаме и добро са, како и во сите професии, па како ќе се погоди наставникот, професорот и така натаму. Ама доколку е од почеток, значи со правилен пристап, мислам дека сите можат математика да разберат, да ја сакат, да ја применуваат и да изучуваат. И сигурно е многу добро кога уште од најмала возраст наставникот, било да е тоа во од прво до петто, па потоа од петто до девето одделение, ќе го препознае талентот или кај детето, нели, за да може понатаму да го води понатаму во математиката, да го вовлече. Да, тоа е, затоа и планираме исто така и да организираме, да речам, некоја мини конференција каде што ќе се разменуваме искуства, почнувајќи од основното, средното, па и на факултет, затоа што ние мора да соработуваме, сите сме дел од еден ланец, математиката е така, не мора да се учи постепено, да се надградува,
така да и во таа насока планираме да преземиме некои чекори. И досега немаме некако многу комуникација. Сите сме како посебни острови, да. Сигурно на таа средба што ја планирате за почетокот на јуни, отприлика рековте или да? Така, која ќе при крај на школската година, ова година до 17 јуни ќе биде. Така, последниот викенд. Повеќе да поразговарате на оваа тема, што да направат наставниците. Да, значи тоа е идејата, значи ние да развиеме дискусија, да се сретнуваме поактивно, да се дружиме и да комуницираме и да разменуваме искуства, инаку се сретнуваме на надпревари и таму е така, имат сите работа, па едно друго. Значи и вакви, да речам, кога би се редовно би се среќавали, подржували комуникација, ќе ни биде полесно и вакви деца талентирани како што е Мартин, така да им се даде поголема шанса да работат со тим. Навистина за Мартин не може со еден човек само да работи. На Мартин му треба постојано, значи повеќе сати во денот работа, детето сака, значи има интереси секакви, а то не може еден човек да го прави, така да ние се надеваме дека барем Мартин да му обезбедиме еден добар тим за да се работи, да си се надградува како што сака. Ќе поразговарам и со Мартин и со неговата менторка. Вам ви благодарам за одвоеното време за разговорот и ова значи дека почесто ќе се гледаме и ќе да им ја приближиме математиката на нашите слушатели, да им кажеме како што велите дека не е таков голем баук, не е така страшно. Апсолутно. Секој може да научи математика, само му треба желба и добар учител. Ви благодарам уште еднаш. Молам. Во центарот на вниманието секако беше Мартин. Разговорот што го водевме со него ќе го слушнете по музичката пауза. Бидете со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни
Секако во центарот на вниманието беше скоро 10-годишниот Мартин. На техничкиот факултет дојде со родителите, братот и неговата менторка, наставничката Гордана Бојчевска. Во продолжение би го нудиме разговорот со Мартин и неговата наставничка. Мартин, јас за тебе разбрав, дознав случајно, ми кажа дека тука на техничкиот факултет во Битола има еден млад генијалец. Меѓутоа, јас не очекував дека тоа ќе биде генијалец од 9 години. Ќе ми кажеш нешто повеќе за тебе? Доаѓаш од Емир Хисар, ученик во кој училиште си? У Госеде, у Емир Хисар. Кој оделение си? 4 Б. Кажи ми сега, Мартин, како почна ти со математиката? Од колку години те интересира математиката? Мајка ми каже дека јас која бев 2 години користење со магне, ти ми направија броеви и одземање и собирање да реша, вами јас ги наместив магнетите за да го покажи точниот одговор. Почна да собираш, почна да одземаш. Како стигна до бројот пи? Кога бев 5 години, шем почнав да гледам на интернет и го открив бројот пи. Зошто толку те заинтересира бројот пи? Што беше интересно кај него? Интересно е затоа што се користи многу на геометрија, периметри на круг, инженерство, на физика, сегде. Секаде може да најде примена, така кажа и професорката тука од техничкиот факултет. Сега мене ми кажа дека ти можеш на памет, без да запишуваш, да пресметуваш со бројот пи. Пи е еднаков на 3,14, 1592, 653. Јас најважна и користам првите 10 или 11 цифри за тоа, што после тоа за ништо не се користи. Дали знаеш дека за само 40 цифри од пи можеш да измериш должината на Вселената со грешка од само големина на еден протон? Вака ќе ти кажам сега, ако ти беше мој професор, а јас студент или ученик, ќе речев не, затоа што не знам и сигурно немаше да добијам некоја убава оценка, ќе ме врата да доучам нешто, да се доподготвам за испитот. Како ги научи овие работи? Само гледајќи од интернет или и твојата наставничка ти помагаше? Како работеш? Или твоите родители, постарите, имаш брат? Не знам како, но мислам кога бев роден се развијаше затоа што никој не ми има кажано за зобира и одземање, но јас го знаев на тоа време, не знам како. Нешто се случило и ти веќе тоа го знаеш. Да. Меѓутоа, освен математиката, разбрав дека те интересираат и други работи. Што друго те интересира освен математиката? За Вселената. За планетите, за Вселената, за звездите, се, така? Растојанието од Земјата до месечината? 384.400 километри. Кажи ми сега, ќе поразговарам и со твојата менторка, со професорката Гордана Бојчевска, но кажи ми сега, веќе имаше твое представување пред студентите, пред учениците од гимназијата Јосип Броз Тито тука од Битола. Што им кажа нив? Јас ги кажав 101 цифри од пи и ги прашав да ми кажа неколку цифрени корени, а јас ги решив и секој гледаше на таблата. Така ти ги решаваше без проблем? Да, но следниот ден мислам дека ми кажа дека пак ќе дам и тие се чудат како и решавам корените и тогаш ќе ги покажам. Ќе им покажеш и директно како треба да ги решават, како ти тоа што го правиш, така? Јас ги скратувам сите поголеми корени од 4 цифре, ни надолу до 4 цифрени или 3 цифрени корени. Ти одма ги решавам и тоа го користам за да ги решам поголемите корени. Што сакаш да бидеш кога ќе бидеш голем? Јас кога бидам голем сакам да бидам професор. Не професорка затоа што родот машки род што знаеше дека професори. Јас сакам да бидам професор по математика затоа што интересно ми е математика. Секој ден на училиште многу се радувам кога имам математика, но тоа што ме нервираше дека на денот на жени
те скратени беа часовите и неколку пати немаше математика. Ама дома можеше да решаваш задачи. Да. Колку време во денот посветуваш на математиката? Колку време ете седиш така дома и математика? Јас кога спијам сонувам за тоа на примери и јас си играм некои работи кадеш то треба да се пресмета математиката, за пресметаш, например, кога треба да скокнеш на пример. Јас така пресметувам со времето, што времето не е една секунда, секоја секунда, но затоа што гравитацијата и гравитацијата може да го гравитатира време, тоа што знаеш дека времето сигурно сега е погрешно за 0,000, не знам колку нули е. 10 секунди. Дали знаеш дека на Вселената има некои работи кои се формирани од висока гравитација, затоа што многу тежина ќе биде на едно место и ќе се формира нешто што се вика темна дупка, каде што гравитацијата е многу висока. Ако беше блиску до тоа, една секунда за тебе ќе поминеше неколку часа за другите на планетата и зависи колку си близко. Ако си на центар од времето ќе заврши, затоа што таму гравитацијата е бесконечна. И да кажем нешто, дека таму ако си времето и патот ќе се смени наместо време и патот ќе биде патот и време, тој ти ќе поминуваш низ време наместо патот. Сега, за крај ќе те прашам уште нешто и ќе те ослободам, може? Што друго освен математиката те интересира? Со другарчињата играте фудбал, нешто, кошарка или видеоигри? Ништо не играмо, освен видеоигри. Видеоигри ми се неомилени. Ти благодарам за разговорот и сигурно ќе се видиме и во друга прилика и ќе поразговараме повторно, така? Сега кажа нешто. Хајде уште. Дека за тоа што кажав дека ме интересира и видеоигри, дали знаеш дека 60% од сите луѓе на планетата се интересирани на тоа? Па не сум знаела во проценти колку. А што значи тоа? Дека близко до 5,1 милиарди луѓе играат видеоигри и се интересирани на тоа. А и дали знаеш дека уште поголем број 6 милиарди луѓе го користат интернетот? Не сум ја знаела ни таа информација. Ја си ја добил на интернет? Да. Одлично. Професорке Бојчевска, вие сте ментор на Мартин и колкав е предизвикот ваш да се работи со вакво дете, со Мартин? Јас да бидам искрена, вакво дете досега е во толку годишна кариера, во толку годишна работа со ученици, досега не сум сретнала ваков ученик и на драга волја со целосна посветеност работам со него, уште од почетокот на учебната година, тоа е 4-то деление како што кажам, меѓутоа јас на слободните часови го земам секогаш, тие имаат слободни активности и редовно работиме. Тој има интерес буквално за се, работиме континуирано, учествуваме на надпревари, се надевам понатаму дека ќе го промовираме повеќе, ќе биде успешен и во други области. Од ова што го слушам сега што го кажуваше Мартин, неговите интересирања, неговиот интерес за математиката е навистина огромен. Информациите ги добива од интернет, ги добива и од вас. Она што тој го следи на социјалните мрежи, на интернет, морате да го следите и вие за да бидете во чекор со него. Точно. Мора да бидам во чекор со него, инаку ќе се најдам и јас во нездолна ситуација, тој ќе дојде, ќе испадне да некои информација од него ги дознавам. Соработуваме, досега, засега сме успешни во работата, понатаму ќе продолжиме. Добро, и професорката Котевска да кажа дека токму за вакви деца потребно е поголем тим на соработници, на луѓе, на професионалци, на експерти да можат да работат за да го водат во вистинската насока. Правиме напори, ќе видиме, се надеваме да наидиме на добар одзив
Сакам да формираме тим, посебна програма за него, да можеме да реализираме програмата, да биде континуирано, постепено, да не биде само нафрлени информации, за самиот тој да има некој континуитет во работата, да биде успешен понатаму. Професорке, се уште сте тука дека го правиме и овој разговор, како потврда дека навистина се работи за исклучителна способност на Мартин, талент кој што навистина треба да се негува. Убаво е, не убаво, туку фасцинантно е кога ќе видиме дека во нашето обкружување има и вакви деца, но неле треба навистина правилно да се водат и како што рековте и претходно да се формира тим на луѓе кои што ќе работат со него. И него да му биде поинтересно. Да, значи тоа не е нас интенцијата сада, затоа му правиме промоција за да видиме така можда ќе има заинтересирани и спонзори, да речам, за така за организирање, сепак е ако правиме не школа, ама ако направиме тим, така треба да се работи, можда во Скопје некој има веќе имаме сознание дека еве со другото дете што е Македон, значи ќе стапиме во контакти со нив, значи отворени сме за соработка, затоа го промовираме, едноставно ние не можеме да одговориме на барањата што ги има тој самите и вака неорганизирани поединци, значи сега сме во фаза на фасцинираност од Мартин и продолжуваме во фаза да се организираме во тимови, во како и да е, значи да си кој сака да се одвие од своето време и од својата професионалност, значи да му посвети внимание него и да се надградува детето и како што рече неговата менторка Гордана, значи да му се дај структура на знаењето. И тој сега од што толку има интерес, тој прима секакви информации, го интересира едно друго, размислува, ама тоа е хаотично. Така, за да не се изгуби, за да се канализира, да му се откријат, да речеме, некои афинитети што се поголеми или кај што има поголеми способности или кои што може понатаму да ги некако да ги, како да речам, да ги оформи во една професија, така, ти сепак не е само да знаеш да пресметуваш корен и број, значи треба на тоа да му се дај некаква форма што ќе биде препознаена во општеството, како што ќе може да се реализира, да се направи успешна кариера. Ви благодарам уште еднаш, Мартин, поздрав и до тебе, да продолжиш вака и да не радуваш со убави работи, знаења и да те гледаме и како професор, да ти се исполни желбата. На средбата на Техничкиот факултет во Битола, Мартин беше со неговите родители. Разговаравме со мајка му. Васа Бошевска, мајката на Мартин. Да. Како родител, кога го откривте неговиот талент или неговата способност, не знам веќе како да Уште он мал тој појавуваше интерес во математика, имаше бројки што беа со магнети, уште тогаш му ги редев бројките, пример двоцифрен, троцифрен плюс друг двоцифрен, и тој ги собираше фактички, уште не знаеше ни да зборува, а се ги редеше бројките, значи збирот го покажуваше. Понатака се надоградуваше, почна со множење, со делење, значи од секогаш имаше интерес, посебно за математика. А инаку знаеше и да чита пред да заоди в градинка, има голем интерес за астрономија, работа со компјутери, течно зборува англиски, пишува, значи и она што го следи на лаптопот и то мојот претежно на англиски, што си собират информации. Она што како знаење го има, еве професорките тука кажува дека треба на некој начин да се канализира и треба секако многу да се работи со него, со тим, со експерти кои што ќе знаат правилно да го водат понатаму. Така и јас мислам дека треба да се промовира, значи не дека е моје дете, значи стварно е талент. Го видоја тоа и во училиште во кај што учи, од градинка имаат податоци, уште тогаш мислам знаеја дека Мартин знае сатот колку е, знае да чита, знае да собира, да одзема таблицата, уште тогаш знаеше, мислам, и множење и делење. Како идеше, почна и со корени да пресметува. Можам да речам дека решават задачи за повисоки одделенија, некои работи се дури и од средно, а до осно, мислам дека во материјалов може слободно да ги решават задачите. Гордост е да се има такво дете? Секако дека е гордост,
Во некои моменти и тешко ти поставува прашања и се чудит некој ако не може нештото да го одговори, пример, како може ова да не го знаете или ред други работи. Значи, барат нешто. Пример, кога беше малки, прашаше колку години има мачето. И јас ако сум му рекла тогаш дека има 3, тој ме прашува понатака, пример, по година 2. Сега колку има, кога му беше роден денот, ти не памтиш, беше тогаш и тогаш. Значи тој се памти. И мисли дека секој треба да знае колку да знае колку него, дека сето тоа е лесно и едноставно. И ова средба е денешна тука и негова презентација или представување пред студентите на техничкиот факултет, пред учениците од гимназијата Јосип Броз Тито, на некој начин е и негова промоција, да видат и останатите за каков талент се работи, за каков успех негов, нели, понатаму. Што планирате ве како родител и во која насока да се водат работи? Значи, јас секогаш ќе почитувам жалбата на детето. Пред се мене ми е детето го гледам среќно и да го прави, да го работи то што го прави него среќен. Ако има интерес, пример, за математика, да се оди на математика и така да се напредува. Значи, целта ми е детето да биде среќно и да биде исполнето. А не, пример, јас да му одредувам што треба и како треба. Мислам дека тоа со Мартин нема ни да може да го постигнете. Првенствено ќе биде она што тој го наумил. Ми каже дека сака да биде професор по математика кога ќе биде голем. Да, тоа му е желба. И то баш вели професор да бидам. Немамо наставник професор да бидам, да предавам по факултети. Да се надевам дека не само до професорско место, туку и многу подалеку и повисоко. Да. Ви благодарам за разговорот и еве драго ми е што ве запознав. Продолжете така да со поддршката огромна што имате како родители за Мартин. Ви благодарам и вас. За крај во овој дел од емисијата Студентски парламент на УКЛО ФМ Битола и разговорот што го водевме со проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Професорке, ова што денес се случуваше тука на техничкиот факултет, практично и не може да се опиши и да се каже со зборови. Кога гледаме дека има такви таленти меѓу младите, навистина е греота, велат старите, да се пропуштат низ раце. Па така еве, само 2 дена после нели оној вебинар и одбележувањето на светскиот ден на надарените и талентираните, денеска во чест на светскиот ден на математиката и бројот пи на Технички факултет на нашиот универзитет имаме интересна работилница која што е во организација на нашата професорка по математика Елена Котевска, меѓутоа и на наше огромно задоволство имаме и многу интересен млад гениалец Мартин Талевски од Демирхисар. Задоволство е да нели да се види што се може еден мал голем ум. Интересно е колку е тој од мали нозе, како што кажува и неговите родители, посветен на математиката и посебно на бројот пи. И искрена да бидам на моје огромно задоволство еве и подмладокот на нашиот универзитет, на нашиот технички факултет, асистентот Горан Гајановски го препозна Мартин, го донесе денес во нашите простори и она што ние во иднина сметам дека треба да го направиме е да со сите сили и со целокупниот инструментариум кој што како универзитет го поседуваме, да му помогнеме на Мартин во промоцијата, презентацијата, меѓутоа и во неговото следење и насочување понатаму. Имав можност да поразговарам и со професорката Елена Котевска, да, и со менторката на Мартин, па и со Мартин, и со неговата мајка. Обште заклучокот, еве да речем на сите, дека со ваквите таленти треба организирано заеднички да се работи. Така е и тука само ќе дополнам дека е ова и во нели се поистоветува со наша идеја да се отвори центар за надарени и талентирани студенти и дека и тоа размислување и тој обид бил во правилна насока. Јас верувам дека во иднина ќе се отвори тој центар, бидејќи само на тој начин во таков еден центар каде што со ваквите талентирани деца, гениални умови ќе работат повеќе професори, не само еден, не само професор по математика, но и сигурно од други области. Само на тој начин можеме да ги задржиме талентите тука и да им го дадеме оној максимум кој што го заслужуваат и во текот на нивниот развој, но и понатаму да го искористиме нивната гениалност за доброто на заедницата.
Сега се тоа јас ќе го врзам со Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, алијанса во која Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член од јануари 2024 година. Еве за оние кои што не слушнале или еве да подсетиме, 9 универзитети од Европа се вклучени во таа алијанса со одбележувањето на меѓународниот ден на талентираните и надарените на УКЛО. Беше кажано дека под тој чадор на алијансата ќе се работи многу и токму за талентираните и надарените. Не знаеме какви се приликите на останатите универзитети, дали веќе работат нова проблематика, може би имат поголемо искуство или повеќе инструменти и начини како да работат со талентираните и надарените, меѓутоа сигурно случајот со Мартин ќе може да си најде свое место и во таа алијанса. Верувам, да, сигурно дека е така, сигурно дека ќе ги искористиме искуствата кои што ги имаат партнерите во алијансата. Ние во текот на минатата година веќе почнавме со следење на нашите талентирани и надарени студенти. Имавме неколку работилници на ниво на универзитет, идентификувани се 4 надарени студенти на универзитетот и доделени им се ментори. Менторите верувам дека работаат континуирано со студентите, ќе следат уште неколку тестови и инструментариум за нивно понатамошно следење, меѓутоа и идентификување на нови студенти на универзитетот, така што не само за Мартин и децата како Мартин, но и за нашите студенти верувам дека Европската алијанса и искуството со работата со ваквите студенти уште толку нели ќе допринесе за развој и на нашата програма за следење на надарените и талентираните студенти, млади и деца на универзитетот во регионот, во државата. Ви благодарам, проректорке, за разговор. Благодарам и вам. Останете натаму со нас, по музичката пауза се префрламе на спорт. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, кажи ми. Зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој мир, во мој мир. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој не те сака како јас, како јас. Овој живот слика се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој мир, во мој мир. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој како јас, никој како јас. Знаеш ли, знаеш ли?
Спорт. Веќе информиравме дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во соработка со Универзитетското студентско собрание на УКЛО минатата недела во спортската сала Боро Чурлевски во Битола организираше универзитетски турнир во баскет 3-3, прв од ваков вид по влезот на УКЛО во алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Во надпреварот учествува повеќе екипи поделени во 4 групи во кои покрај студенти активно се вклучија и представници од наставниот и ненаставниот кадар на УКЛО. Имаше 50 надпреварувачи кои во разговорите што ги водевме со нив го поздравија организирањето на турнирот во баскет, кој, нели кажавме, годинава се одвива под знамето на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс, чиј член е и УКЛО. На турнирот во баскет присутен беше и ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, кој одвои време и за краток разговор за Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Слушнете го во продолжение. Ректор Неделковски, еве се започнува повторно со спортските надпревари на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денеска тука турнирот баскет 3-3, 13 екипи пријавени, студенти, професори, академски кадар, административен. Јас сум пресреќен да ви кажам, да, го оживуваме тој популарен битолски, не само битолски, македонски и општо познат баскет, значи популарните тројки, скоро 40 учесници плюс студии, плюс ова, значи имаме 50 на учесници од УКЛО, значи апсолутно воодушевен, пресреќен кога ќе видам дека студентите го сваќаат своето студирање пошироко, преку спорт, дружење и така натаму. Ќе продолжиме со нови активности. Имав прилика да разговарам со дел од учесниците денеска, вела дека е одлична идејата и намерата да се направи овој турнир и очекуваат она што велите вие и други спортски активности понатаму. Апсолутно, ние ветивме дека ќе има мноштво спортски активности. Нареден е кој се надеваме ќе стане традиционален повторнат УКЛО Опен, тенискиот турнир. Сакаме да го направиме помасовен и меѓународен можеби. И мноштво други турнири како што ќе доаѓа времето, размислуваме за повеќе и стандардните спортови и малку поекзотични спортови. Јас ќе искористам оваа прилика. Од 17 до 19 март се одржува во Падерборн во Германија првата средба официјална, еве да речеме, во живо на членовите на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс. Што очекувате? Да, тоа е церемонијален настан, фактички она што формално почна на 1 јануари, веќе подготовките и првите активности течат. Сега во Падерборн, кој што е лидер на Алијансата Колорс, ќе се соберат сите ректори, проректори и други учесници во Колорс од сите 9 универзитети, дел и градоначалници, меѓу кои и нашиот градоначалник, значи каде што се лоцирани универзитетите, и фактички една церемонија која ќе означи едно ново поглавје во развојот и на УКЛО, но и на Битола и на регионот пошироко. Активностите веќе започна интензивно и така и ќе продолжат. Да, 4 години имаме активност, имаме и буџет, имаме волја, и тоа не значи дека ќе траат само 4 години, бидејќи вообичаено успешните алијанси продолжуваат да се финансираат за нови 4 па 4 години и така. Разговорот го снимаме пред почетокот на турнирот во баскет. Голем број активности на универзитетот се веќе под чадорот на Алијансата, меѓутоа претпоставувам дека и ваквите активности, спортските, ќе бидат апсолутно, ќе му дадат една нова димензија, бидејќи ќе му дадеме и меѓународен карактер, така да и во идни на сите активности ќе бидат покрај што се поддржани од УКЛО, ќе бидат поддржани и од Алијансата. Може би во периодот што следи понатаму и организирање на вакви турнири со останатите 8 универзитети. Да, првата намера ни е УКЛО Опен, кој што очекуваме некаде веројатно почетокот на јуни, бидејќи крајот на мај имаме други обврски, да ги поканиме и универзитети од регионот со кои имаме традиционална соработка, но и членките на Алијансата. Да не откриваме премногу, се со време како што ќе биде. Ви благодарам за разговорот. Благодарам јас.
Проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, задоволна од интересот за учество на турнирот. Во разговорот што го водевме, таа најави и други рекреативни и спортски активности кои ќе се случуваат во периодот што следи. Слушнете во предложение. Проректорке, еве се продолжува практично ова е првиот така поголем спортски настан организиран на универзитетот кога се работи барем за спортот. Па не би рекла, сите беа досега масовно посетени. Мислам оваа година. Во 24-та, така. Денес, еве, на задоволство имаме многу тимови, дури сега слушнав дека имаме 2 нови тимови заради кои се прави промена во распоредот и тоа навистина е за поздравување, на големо задоволство. Ова е тоа што нели ќе го направи универзитетот уште посилен, на студентите ќе им овозможи да се релаксираат помеѓу испити, колоквиуми, предавања и да се рекреираме. Имав можност да поразговарам со дел од учесниците и од студентите и од професорите кои што пријавија екипи. Убаво е кога на терен ќе се видат заедно. Апсолутно, еве, прекрасна слика и верувам дека ќе има фер надпревар, ќе има победници. Тука нема попуштање во спортот? Нема, да, во спортот нема. Секој треба да се ги покажи силите и знаењата, искуството, веројатно ќе си го направат своето. Така. Во секој случај, убаво е кога има вакви настани, затоа кај сите се гледа на сметката, а не она да бидат стегнати и воздржани. Така е, апсолутно се согласувам. Убаво е да има што повеќе вакви спортско-рекреативни настани. Оно што најавуваме е повторно УКЛО Open, исто така повторно нашите студенти ќе танцуваат со танцовиот спортски клуб Step Up. Сигурно дека, како што разговаравме со председателот на Универзитетското студентско собрание Борис Гушевски, тие планираат некоја планинарска тура и така ќе има уште многу можности да се дружат, да рекреираат нашите студенти. Постојано кажуваме дека најголемиот број од активностите на универзитетот сега се на некој начин и под капата на алијансата Colors. Па да, апсолутно веќе тоа не треба да станува прашање. Еве јас ќе се повикам на неколку разговори во последната недела, ќе постојано, знаете, ги подготвуваме активностите на универзитетот на централно ниво, на ниво на ректоратот и се прашуваме меѓусебно ова дали нема повеќе прашување. Едноставно се и под капата на Colors ние функционираме како Европски универзитет, ние сме дел од алијансата. Всушност не е само на централно ниво, секоја единица, секој наставен кадар, административен, академски мора, секој студент треба да знае дека е дел од таа Европска алијанса, Европски универзитет, така и дека едноставно секоја една активност треба да биде во рамки на функционирањето на алијансата. Добро, веројатно се размислува и останатите активности што ќе следат, без разлика дали е тоа спорт, култура, научно-истражувачки проекти со поголема вклученост, може би покана за учество на студенти и академски кадар од останатите универзитети и членки на алијансата. Апсолутно се размислува веќе за почетокот на април. Подготвуваме, не можам сега да ја најавам активноста бидејќи ја подготвуваме работилница со студенти и професори од алијансата и имаме размислувано и поставени се како тема за дискусија неколку настани, меѓу кои Science Cafe и друг тип на јавни настани во кои не само студенти и професори од алијансата, но и ќе вклучиме голем број на граѓани од европските региони во кои што припаѓаат универзитетите партнери во алијансата. Ви благодарам за разговор. Благодарам и јас. Време за плачење, колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ќе остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш,
се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Патот сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти стоти пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја сторам секогаш кога од тебе одам. На турнирот за баскет, организиран од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, разговаравме секако и со учесниците, студенти и професори. Разговорите слушнете ги во продолжение. На турнирот за баскет 3-3 уште една екипа. Од екипата го познавам само Дејан. Дејан, кажи ни кој уште заедно со тебе. Дејан, презимето заборив. Јас сум Дејан Петровски од Педагошки факултет, заедно сме со колегите. А со нас ќе биде професор Јосип Петровски и уште еден професор Јане. Ќе чекаме да дојдат, па ќе видиме како ќе види. Значи, вие сте екипата од Педагошкиот Да, од факултет. Педагошки. Да, ќе ни се представите вие. Јас сум Крста Костовски, студирам на Педагошки факултет и одиме на победи. Да. Јас сум Стефан Трајковски, исто од Педагошки факултет. Претходно се знаевте дека кошарката ви оди, дека ја... Па јас играв од мали години онака, ама поќе си баскет на улица, па сега ќе видиме како ќе види вака. Да, ти? Така како хоби, да, со другарите. Како гледате на ваквите турнири организирани, да си ги пробате силите? Па да, меѓу се? ова е многу добро за студентите, да се видат докажа со физичките способности, да видат како оди со кошарката, може ќе се пронајдат, никош не е касно. Никош не е касно, Ова е секако. чиста десетка што се пруба вакво нешто. Мислам дека е прв пат. Колку што видов во повикот за пријавување, може да се пријават студенти од еден факултет, меѓутоа и да комбинираат со студенти од другите факултети. Како се најдовте вие, тројцата? Па искрено се најдовме, си рековме кошарка, да се пробаме да видиме како стоиме. Така рандом, случајно. Случајно. Кошарка? Значи сакам да изјавам благодарност до ректорката и до ректоратот, до целото тук што се направи вакво нешто. Кажи ни, кошарка тренираш нешто? Не е така како хоби со другарите понекогаш. На некоја сала или некој игралиште. Да. Па доколку се покажете како добра екипа, може би да го представувате универзитетот на оние меѓууниверзитетски Па да, се надеваме ако покажеме нешто тука, зашто да не. Во секој случај. Да, тоа е нешто плюс за универзитетот за сите. Во секој случај да кажеме дека екипата на Педагошкиот факултет од Битола оди на победа, не? Да, така, одиме на победа. Ти благодарам. Благодариме ние. Во екипата од Педагошкиот факултет во Битола, освен студенти, овај пат и професор, професорот Јосиф Петровски. Професоре, зошто студентите не успеавте да се организирате како академски кадар, професори од Педагошкиот факултет? Имаше интерес, ама со обврските академскиот кадар и не можевме да составиме екипа, па овај пат се решивме една комбинирана екипа, заедничка дружба со студентите и дел од администрацијата исто, па ќе видиме како ќе испадне. Во младите малце силата сега да поможат. Добро, сега ова специфична ќе биде ситуацијата кај вас. Студентите кога се на час на предавање од на професорот гледаат поинаку, а на вакви настани сосема поинаку. Да, сега ние се надеваме на нивната помош, на нивната и нивни инструкции, па тие ја водат екипата, ние сме само помош од позадина. Ве гледав и предходно минатата година на останатите надпревари вакви рекреативни, спортски, кои што ги организираше универзитетот, практично ви имаше секаде. Да, и како деца, како помлади, сите спортови сме ги поминале, така да за една забава, дружба, секојаш сум достапен. Не знам од останатите единици на универзитетот
колку професорите биле заинтересирани, ќе го дознаеме тоа наскоро, разговорот го снимаме пред почетокот на турнирот, но еве ви посакувам добар надпревар, добра дружба пред се. Ви благодарам. Секогаш и за поддршката. Ќе ми се представиш? Јас сум трековски камјан, повика да играме на баскет турнирот, на баскет турнирот и се пријавивме да се поддржиме. Од факултетот за информатички и комуникацијски технологии. А велат информатичарите цело време сака да го користат пред компјутер, да работат, меѓутоа еве гледам дека сакате да спортувате. Ми треба сите тие 8 сати пред лаптоп не е убаво. Тоа никој. В случај така да се трудиме по сат-два во дена за нека изваме ваква работа. Сега младите повеќе сакат и овие спортски игри да ги играат како видео игри, меѓутоа друго е чувството таму, а друго е вака. Ами сите од поновите генерации се појка за технологијата, да за на PlayStation, за лаптоп, па ние вака што сме малци постарите, сакаме да излеземе, да се подржиме. Камите 2 години со 18. Ќе фативме да генерација се излегаме со надвор, со фудбал, со баскет и уште тоа ме влече. Уште ве држи. Кои се останатите членови на твојата екипа? Да ти кажем право, не знам оти ми се јави, дали ти си игра. Значи се запознавате? Не е проблемот, да. Да, во ред. Ти благодарам за разговорот и успех денеска. Многу, се знам. Дознавам дека од факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола има повеќе пријавено екипи. Да, има повеќе екипи пријавено и ние сме една од екипите. Ти ми се представиш? Моето име е Александар Трајчевски, сум 2 година на ФИК и пријавивме екипа за денешниот турнир. Аве гледам и вие сите сте се потрудиле во исти маички да видите да се препознавате. Да, малце се организиравме поги како тим, рековме да видиме со исти маички. Да не се сгреши во подавањето на тоа. Да, така е. Сте заедно како екипа сте играле кошарка друг пат или прв пат сега се среќавате? Со дел од екипата сме играли на други турнири, а и така општо рандом што сме се береле. Да. А со другите сега ние. Добро, важно е како тим дека се познавате, дека знаете. Да. На кој како, каде под кошот. Каде да подаваме. Тројка, на што ќе целите? На победа сигурно? Па сигурно на победа, ќе има повеќе, ќе се игра повеќе надпревари, ќе целиме кон победа. Добро. Со ова што кажавме дека има повеќе екипи од факултетот за информатички и комуникацијски технологии, само се побива она што прегеска го разговарав со друг твој колега, исто така пријаве за надпреварот, дека информатичарите се повеќе пред компјутери, дека ништо друго не ги интересира, меѓутоа ова сметам дека има и доста што ги интересира и спортот и што играат и спорт настрана од учењето, од информатиката. Добро, ви треба и повеќе активности да излезете надвора, не да бидете цело време дома пред компјутер. Сметам дека треба повеќе да се организираат вакви надпревари и сметам дека ќе има масовно собирање дури повеќе од денес, колку има 13 екипи. Добро, ќе се организираат и други спортски надпревари во други спортови, не само кошарка, па се надевам дека и на останатите ќе ве има. Се надевам и јас. Да, благодарам за разговорот и успех. Hvala vi, пријатно. Во екипата од Техничкиот факултет во Битола Борис Гушевски, лидер на Универзитетското студентско собрание, меѓутоа тука како дел од екипата на Технички факултет, значи не е врзано со УСС. Така, ние како студенти на Технички факултет пријавивме екипа за баскет од 3х3. Од нашиот факултет представници на 3 екипи, од кои на нашата екипа и другите 2 екипи се професорите. Се надеваме на ферплей, прекрасен турнир во баскет. Како се вика екипата? Дадовте име или само Технички факултет? Да, нашата екипа нема име. Без име, но тие сме знаат сите. Предходно со колегите твои сте тренирале, сте практикувате кошарка и така? Јас сум тренирал баскет 6 години, по целото моје основно образование. Потоа сменив спорт, префрлив на ракомет, но мислам дека осетот и контактот за баскет го немам изгубен. Добро, ќе видиме како денеска ќе биде тоа. Има и екипа од педагошкиот факултет, има и од другите единици на универзитетот. Во секој случај добра забава, ова е рекреативен настан, спортско-рекреативен, така да важна е дружбата на почеток. Така, во секој случај најбитна е дружбата, да се забавуваме, да изиграме на некој начин, да се развие спортот на нашиот универзитет.
На турнирот, освен екипи од студентите, може да се пријавуваат и екипи од професорите. Од техничкиот факултет веќе знаеме дека има студентска екипа, меѓутоа еве гледаме и од професорите, професор доктор Стојан Ченусев, дел од екипата, Да, ние професори од сме технички факултет. екипа од технички факултет, составена од 4 професори, едната екипа, а другата исто има во екипата 2 професори плюс има и студенти во таа екипа. Мешана ќе биде, а ние сме чисто само професори. Малце и повозрасни, да се подсетиме малце на времето како беше кога игравме активно, но сепак во нас има останато така ентузијазам за играње на кошарка. Искуството е тука, не? Така е, така е. Не дека и активно сте се занимавале со... Да, имаме играно порано кошарка, ние во екипата од Бела Чешма, се викаше екипата Битолска и таму бевме активни кошаркари. Значи со право колегите ве одбрале во тимот. Нормално е. Моја школа се сите. Кажете ни сега што очекувате од надпреварот? Очекувам едно дружење, многу добро, запознавање на колеги и студенти на целиот универзитет и се добре дојдени овие работи за навистина. Студентите не се познаваат меѓусебно, меѓу факултети доволно, значи ова е една можност да меѓусебно се запознат и да продолжат да се дружат и понатаму. Јас веќе кога разговарав со некој од нив, кажав дека можеби најдобрите ќе бидат дел од екипата на универзитетот, на оние меѓууниверзитетски спортски надпревари. Секако, значи треба една селекција да се направи и да се изберат најдобрите за да не представуваат како универзитет. Може потоа и некоја лига на академски кадар. Тука сигурно ќе бидете добре дојдени. Спортот е добре дојден, значи за лесно студирање треба и спортски активности секако и ова е добре дојдено. И треба почесто вакви активности да се организираат. За жал во публиката немаме многу публика. Жал немаме. Да, ќе беше убаво да се види како се навива за некоја единица. Меѓутоа требаше можеби тоа да се организирате да дојдат колешките. Бидејќи гледам екипите повеќе се, впрочем сите се само од мажи, машки екипи се, немаме за жал женска екипа, инаку ќе беа први сигурно. Секако. Ви благодарам за разговорот и успешен надпревар. Благодариме и ние за организирањето на овој настан. Своја екипа на овој турнир кошарка, баскет 3x3 пријави и факултетот за безбедност од Скопје. Екипата веќе пристигна тука, па еве ќе ни се представите. Брајан Петковски. Дамјан Димитров. Како патувавте на почеток да ве прашам? Супер, во ред. Клетварот беше во ред, Во ред. Не беше опасно. Сега, прво што ми падна во очи, кога ве видов, дојдовте сите во дресови, онака како што треба спортски, или ФК Вардар. Па да покажеме организираност. Да го представиме факултетот во најдобро свет. Претходно сте тренирале кошарка, обата? Порано сум тренирал, но во последните неколку години не само се бавам рекреативно со кошарка. Рекреативно, да. А во клуб? Во Кочани, јас сум од Кочани, во клуб имам тренирал 2-3 години, но последните 2-3 години се бавам онака, клуб, да. Да, Немам тренирано, но играм баскет последните години, а немам тренирано во некој клуб. А инаку од каде се? Од Прилеп. Од Прилеп. Добро. На факултет имате можност да играте баскет или како го направивте тимот? Да имаме спортска сала, имам играно баскет, знаеме од прилика кој како игра и се знаеме меѓу себе и се договоривме за кои ќе бидат членови на екипата од факултет. И што очекувате од надпреварот денес? Кај се уште немате така почнато да се загревате, ги гледате другите, знаете кој од прилика каде? Па ние ќе атакуваме на првото место, па ќе видиме колку ќе имаме среќа и какви ќе бидат противниците. Од факултетот за безбедност претпоставувам дека веќе имате кондиција, тоа мора да го имате како... Да, овде сме заедно со професорот и спредни сме ќе покажеме се што знаеме.
Ако ништо друго на кондиција ќе ги фати. Да. Спремни се, па ќе видиме, нека победи најдобриот. Сигурно. Ова е повеќе за да се запознаете меѓу себе, да се рекреирате, да размените адреси можеби, а понатаму најдобрите можеби во тимот на УКЛО на меѓууниверзитетските надпревари по кошарка. Ви посакувам успех денеска. Ви благодариме. На секој спортски надпревар треба да има и судија и убаво е кога на ваквите, еве да ги наречеме студентски надпревари, покрај тоа што нели тука има и екипи со професори, како судии ќе се јават, еве, студенти. Ќе ни се представиш? Добар ден, јас сум Давид Стојановски од Битола, моментално практикант, еве да речеме за судија, од следната сезона официјален во Кошаркарска федерација на Република Македонија. Ова година уште активен играч во младинските категории на Пелистер и се надевам дека убаво ќе се стајдам во новата улога од следната година. Како судија. Кажи ми студенци. Моментално ученик во Средното медицинско училиште во Битола, втора година. Одличен успех, учествувам во проекти со спортот, со медицината и така натаму. Добро е што си се случили во ваква активност на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Убаво е под капата на универзитетот да има и голем број на средношколци кои што ќе се вклучуваат на вакви настани. Што очекуваш, каков ќе биде денешниот турнир? Очекувам да биде доста интересно, гледам дека екипите имаат голема желба денес пак да зиграт, пошто и студенти и професори одамна валјда немаат зиграно на спортските терени, ќе имаат голема желба за победа и борба. И ќе имаме доста, јас како практикант, да речеме, ќе стекнеме едно големо искуство за понатаму. До сега имам суден неколку пријателски утакмици на првиот тим на Пелистер со екипата на Охрид, за основните училишта надпревари и така си градам едно искуство. Да, прв пат, ова година прв пат универзитетски надпревар. Кажи ми сега, она што се игра на теренот, обично публиката ако нешто не им е погодено, викаат по судијата, ќе судиш онака како што треба. Нормално, тоа што нема ќе видиме. Нема тука студенти, нема професори. Нема публика. Тоа што знам, тоа што ќе видам, тоа ќе судам. Знаете, велат дека некогаш имаше една случка со Дончич, кој дури играше за Реал Мадрид. Него му направија фал во таа ситуација според ние, но судијата свирна само аут, му избија топката, го ударија по рака. Дончич даде изјава што мисли за таа ситуација, тој вика дека јас не гледам, јас не судам. Така да мислам дека играчите треба да се гледат нивната работа, ние како суди треба да се гледаме нашата работа и да не се мешаме и да не си правиме стрес и нервози, да се поминеме денешниот ден најлошо можно. Оваа работа гледам те привлекува, рече дека си ученик во средно медицинско училиште, кои се твоите планови понатаму, можеби запишување факултет за физичка култура или спортски судија можеш да бидеш и без тоа? Да, напоредно може да има, како што знаеме, судите во Македонија има и банкари, доктори, директори, инженери. Така да кошарката секогаш ќе биде дел од мојот живот, да речам, и со тоа што ќе завршам за судија, ќе на некој начин ќе останам цело време активен во кошарката. Можеби не играчки, но ете на некој начин и подолго од тие што сега тренираат со мене. Некој ќе се откаже, некој ќе продолжи по нови патишта и така да мислам дека факултет за медицина ќе биде најдоброто решение, но и кошарката како другата страна на животот. Инаку, што е поубаво, да судиш или да играш? Па са најубаво кога ќе играш, пример да запалиш некоја публика, да даеш некој импакт на теренот, но сепак кога некои други патови ме влечат понатаму, например медицината, сакам да останам во кошарката и тој најубав начин ќе биде судом. Ти благодарам за разговорот и да ти се исполнат желбите и правично судење денес. Ви благодарам, сте вас, убав ден. На крај уште да кажеме дека на најдобрите екипи им беа врачени пехари и медали, а сите учесници добија пригодни благодарници за ангажираното вклучување во овој турнир. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Глеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
sretnam tebe mislev deka ljubov što pomalku da dadam na kraju da im zemance. No moj cvet se preseli vo tvoj te oči bakarni, kovo pesok živ potona fonil koga reče ti. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Ovoj svet nalagi samo ti si vistina, srede mračen okean, jedinstven ostrov svetlina. Ko bos da gazam preku žar, brzam da ti prejdam prag, maska otvrlam i srce otvoram, da mi kažeš pak. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Uklo FM Bitola, mart 2024 godina. 24 časa sekoj den na 90,8 Uklo FM Bitola.